Почитувани, не една, не две, најмалку 3 топли фотели си обезбедил од власта синдикалниот лидер Живко Митревски. Не само што Митревски е председател на Сојузот на синдикати на Македонија и за тоа зема месечна плата, не само што тој оваа година во јануари месец е назначен за член на управниот одбор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, за што си зема двоен приход, со личен подпис на премиерот Никола Груевски само 6 дена по јавната подршка која што Сојузот на синдикати на Македонија ја даде на штетниот закон за администрација предложен и усвоен од страна на ВМРО ДПМНЕ. Живко Митревски бил награден од владата на Никола Груевски веднаш по контроверзното превземање на лидерската позиција на Сојузот на синдикати на Македонија 28 октомври 2010 година. Само 2,5 месеци по неговото назначување за председател на Сојузот на синдикати на Македонија, неговата сопруга е назначена за директорка на јавната установа Детска градинка Мајски цвет од Битола. Од јануари 2011 година, под раководната палка на сопругата на Живко Митревски се 7 градинки во Битола и тоа: Мајски цвет, Коца Василева, Славејче, Пеперутка, Качунка, Коживче и Звездички. Тоа го има во овој документ јавен, кој што е објавен на страната на Министерството за труд и социјална политика. Од сите вработени од овие 7 градинки во Битола, правничката од градинката Мајски цвет е избрана за најсоодветна и најспособна да директорува со градинките. И тоа само 2,5 месеци по назначувањето на Живко Митревски за председател на Сојузот на синдикати на Македонија. Ете, овој синдикален лидер ги застапува работничките права пред владата и премиерот Груевски. Овој синдикален лидер срамно ја договори со владата минималната плата која што во 2018 година треба да достигне 10.800 денари. Со ова тој им ја гарантираше сиромаштијата на работниците до 2018 година. Додека работниците кои работат на несоодветни скелиња, во лоши временски услови, чекаат исплата на минималните примања кои што доцнат и по неколку месеци, Митревски, кој си обезбеди 3 функционерски месечни примања, им договори минимална плата од 10.800 денари за дури по 4 години. А за својот надомест кој што го прима од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, многу чудно зборуваше дека изнесува само 4.500 денари. Колку независен може да биде синдикалецот Митревски во одбраната на работничките права пред владата на Македонија, зборуваат 3 фотели со кои што го држи владата на Никола Груевски. Со што ги замолчевте и купивте со народни пари останатите синдикални лидери премиера Никола Груевски. Ви благодарам.